Добро вечер, следува дневникот на Канал Плюс. Погледнете ги најавите за настаните на денот. Годишник од Македонска Каменица доби кривична пријава заради производство и дистрибуција на детска порнографија. Полицијата истражува колку деца биле жртви на обвинетиот. По Кочани, Чешиново, Облешево и Пехчево и во Штип ке се врши дератизација. Дали ова го решава проблемот со наездата на глодари во руралните подрачја? Берово доби 7 ромски медијатор за образование, здравство, домување, социјала и вработување, кои ќе посредуваат помеѓу граѓаните и институциите. Тешка сообраќајна несреќа се случи попладнево на влезот во Штип, близу населбата Тричешми. За среќа жртви нема, но повреден е жител на Тричешми, кој движејќи се со возилото Opel Corsa кон Штип, изгубил контрола, излетал од патот и неколку пати се преврател. Со навремена интервенција на итната медицинска помош и противпожарната единица во Штип, спречена е поголема катастрофа. Од дојава да совесен граѓанин дека има тешка сообраќајна несгода влезо во Штип или излезо во Штип. Дојдовме со две возила, пред нас дојде исто брзата помош и они дојдоа со две возила. Видовме дека е тешка стварно сообраќајната несгода. Возачот беше испаднат од возилото, лежеше на травата. Помогнавме на брзата помош да го товариме, и сега се врши увид, ние да си ја довршиме нашата работа. Не знаеме од какви околности човек кој испаднат од најверојатно повеќекратното обраќање на возилото, он е испаднат од возилото. Ние немавме посебна интервенција, имаме посебна интервенција да помогнеме на брзата помош за да можеме да го товараме повреденото лице на лице место. Сега ќе имаме уште потешка интервенција да го тргнеме возилото од железничката пруга. Грантот од Светската банка во вредност од 260.000 евра Општина Пехчево ќе го искористи за темелна реконструкција и обнова на градски улици во должина од 3,5 километри. Со средства од општинскиот буџет ќе се уредуваат пешачките патеки во градот и пристапни улици во руралните средини. Општина Пехчево ќе ја подобрува градската инфраструктура. По повик од Министерството за финансии, Општина Пехчево аплицираше за грант од Светска банка во вредност од 260.000 евра за реконструкција на 3,5 километри улици во градот, нивна темелна реконструкција и рехабилитација. Го намеривме проектот за реконструкција и за целосна реконструкција, рехабилитација и реконструкција на скоро околу 3,5 километри улици во Пехчево, во градот Пехчево. Одделението за урбанизам ги направија увид на сите улици и проектот е во два дела: темелна реконструкција и реконструкција, односно само ставање на површински слој. Преку распишаниот тендер пак за 3000 квадрати бехатон плочки, општината ќе ги уредува и пешачките патеки и пристапни улици во градот, но и во селските средини. Овие средства ќе бидат обезбедени од буџетот на општината. Ние тековно секоја година распишуваме тендер за бехатон, со кој што правиме улици во градот Пехчево, улици пешачки патеки, улици во селата. За оваа година конкретно имаме распишано тендер за 3000 квадрати бехатон плочки, со кој што имаме предвидено конкретно да направиме одреден дел во некои села на помали улици и во Пехчево. Тоа си имаме според планот во урбанизам, си имаме предвидено кои улици ќе бидат направени. Со овие два проекти, Општина Пехчево ќе добие и подобра инфраструктура и помодерен лик на градот со убаво уредени пешачки патеки и улици. Заради заштита на населението од заразни болести предизвикани од глодари, ќе се изврши превентивна дератизација на 160 канализацијски шахти на територијата на Општина Штип во вторник 28 април. Но дали дератизацијата во градот ќе го реши проблемот со гнезда на глодари во селата? Дератизацијата е збир на мерки и постапки кои се спроведуваат да се намалат штетниците. Главната цел е спречување и намалување на популацијата на штетните глодари, спроведена биолошки, механички или со хемиски мерки. Поради својата широка дистрибуција, плодноста и интелигенцијата, глодарите може да представуваат голема опасност за човекот и неговата околина.
Со цел заштита на населението од заразни болести предизвикани од глодари, односно старци, општина Штип на ден 28 април оваа година во вторник ќе спроведе превентивна дератизација на канализационите шахти на територијата на општина Штип од страна на овластена фирма со цел уништување на сторците. Дератизацијата ќе се врши во периодот од 16 до 20 часот попладне и со истата ќе бидат опфатени 160 канализациони шахти на територијата на општина Штип. Третирањето ќе се изведува со препаратот Бромахем, а во случај на неповолни временски услови дератизацијата ќе биде одложена за следниот поволен ден. И покрај големиот труд, жителите на селските подрачја се почесто се справуваат со штети предизвикани од глодари. Глувци има секаде. По игралишто да поминеш на метро и две глушес. По нивите дека са ечмените, осадките под јам или нешто. Секаде глувци има. Штета прават по житото, каде му е дупката, гнездото и од дупката натаму ова опасено житото. Ништо не ни остават. Ни јајца, ни полози, шо оставам, не можам да зберам. Кокошки имам, јајца не. Спас од ваквите штетници, жителите гледаат помош од страна на општината. Спасот од државата, од ветераната станица, да има некој препарат, отров, да дават, да ставаме на подупките дека са и тоа може по факови да става на лепче нешто, но на 21 и 22 март екипи од комуналното јавно предпријатие и Центарот за јавно здравје Кочани извршија вонредна дератизација во која беше опфатена канализацијска мрежа со акцент на ризичните места каде што постои можност од присуство на глодари. Општина Чешиново-Облешево по престојните поплави извршија дератизација на критичните места на која е можна појава на глодари. По санирањето на штетите од поплавите на коритото на река Отиња започнаа работите на потегот од храмот Свети Никола до Новосело. Во план е работите да завршат до јуни, кога пешачката патека во Отиња ќе се спои со патеката кај река Брегалница. Потребниот материјал пристигна во кеот на река Отиња. Машините се на терен и по уредувањето на делот каде за време на поројните дождови се појави вртлогот, од Лери тимот започнаа со работа на каскадата на местото каде беа најголемите штети. Оној дел кај што беше настанала штетата, веќе тоа е отклонето, практично армирано бетонски столови се направени, армирано бетонски ѕид, обложен е со камен и се надеваме дека нема да дојде до повторно нешто такво да се случи. Во овој момент се работи каскадата, денес во текот на денот таа треба да биде завршена, што практично значи од утре продолжуваме од мостот надолу, односно започнуваме третата делница. Мислам дека до крајот на месец мај, односно почетокот на јуни, оваа делница од околу 100 метра ќе биде завршена. Уредувањето на кеот на река Отиња, која е символ на Штип, е стратешки проект на општината, бидејќи според градоначалникот примариус магистер Илча Захариев, истото име ветено на штипјани, да имаат шеталиште кое ќе е направено според сите стандарди. За спојување со шеталиштето под Исарот покрај река Брегалница остануваат само 100 метри. Во текот на вчерашниот ден имав прилика да бидам на патеката зад Исарот. Навистина, пријатно сум изненаден колку народ многу има, колку спортуваат, колку трчаат, колку пензионери и верувајте дека тие се прави погодоци затоа што на нашиот град такви работи му фалеа. Нашиот надзор од Скопје, значи инженерите кои ги имаме и оние кои се вклучени во целиот овој проект, кажува дека тоа што го работиме на вистина по сите стандарди. Од поплавите констатиравме дека ги издржа сите притисоци и тестови нашата река и таа градба. Но паралелно работењето кон Ново село ќе биде започнато и градењето од делот на ЈП Исар надолу, така да ќе се сретнеме некаде кај мостот, кај Стопанска банка. Со овој проект предвидено и уредување на втората платформа за паркирање кај основното училиште Ванчо Прке, за која тендерската процедура е во тек. Мислам дека до крајот на месец јуни треба да направи тој дел од платформата, со тоа што ќе го заокружиме комплетно речто корито на река Отиња од камениот мост кај Стопанска банка до мостот кај црквата Свети Никола и надолу према Ново село Тереме. Ние ќе направиме се што нашите граѓани сакаат. Битно не е тие да го чуваат тоа што го ние правиме. И заеднички можеме да го направиме на вистина што град да биде преубав. А мислам дека веќе тоа се гледа. За активностите на уредувањето на река Отиња ангажирани се лица од Лери тимот, како и вработени во кооперантската фирма Урбан Инвест од Кавадарци.
Завршува Европската недела на имунизацијата, која во општина Делчево се одбележа со подарување на 20 хуманитарни хигиенски пакети на социјално загрозените семејства во оваа општина. Европската недела на имунизација е одбележена и во Делчево, како и секоја година. И оваа година општина Делчево во соработка со невладината организација КХАМ се вклучи во одближувањето на оваа недела. 20 хуманитарни пакети со средства за лична хигиена беа доделени на социјално загрозени семејства. Општина Делчево во соработка со невладината организација ХАМ, издржтениот дом Гоце Делчев од Делчево, ја одбележува Европската недела на имунизација со донација од 10 пакети од хигиенски производи кои што ќе им бидат доделени на најранливите семејства од нашиот град. Се спроведува неделата на имунизација и во општина Делчево, заедно со локална самоуправа доделуваме хигиенски пакети за деца родени април 2014 година до април 2015 година. Целта е да се подигне свеста не само кај ромската заедница, туку и кај останатите маргинализирани групи пред се за важноста од вакцината, но и да провериме во исто време дали патронажните сестри си ја вршат работата, дали се спроведуваат теренските посети и дали имунизацијата на исто ниво како што беше од ланската година. Имунизацијата во нашата земја е задолжителна и е бесплатна. Со успешно спроведување на вакцинацијата се подобрува имунитетот и отпорноста од заразни болести кај децата. Вакцините служат од заразни болести, значи се заштитува децата. Редовно се носи, значи на вакцини. Да. Првото дете дали би ги редовно ги примаше? Да, првото дете редовно ги примаше вакцините. Како што Са и второто, значи редовно. Патронажни сестри дали доаѓа? Па доаѓа, добро. Значи редовно доаѓаат. Родителите кои одбиваат вакцинирање на децата се казнуваат со 500 евра во денарска противвредност. Инаку во Делчево вакцинацијата се одвива без проблеми според календарот за имунизација. Ученици од основните училишта Ванчо Прке од Виница и Никола Штеин од Тетово денес реализираат заеднички активности во рамки на проектот Меѓуетничка интеграција, изложба на производи од рециклирани материјали, форум театар, заедничка трибина на учениците од Тетово и Виница и посета на музеот Теракота се случуваше во Виница денес. Интерактивна комуникација базирана на тимска работа е поедовната основа за секој долгорочен успех. Меѓуетничката интеграција не е нешто што треба да се учи и изучува, туку е плод на меѓусе пред се заедничка соработка. Средношколците во Виница денес беа домаќини на своите врсници од Средното медицинско училиште во Тетово. Со научни и театарски активности ги кршеа јазичните, религиозните, политичките бариери. Комбинирани во мешан состав во соработка со своите наставници, рециклираа хартија, но подготвуваа и представа, се во насока на нивно максимално доближување во рамките на училишниот проект за меѓуетничка интеграција. Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието е проект кој што почнавме уште од минатата година. Со овој проект имавме доста бенефиции. Една од бенефициите е реновирање на помошните простори во училиштето, каде што всушност успеавме да на некој начин ја организираме наставата во една смена, значи ја преместивме текстилната работилница во тие помошни простори, ги обновивме, ги адаптиравме и ги на некој начин подобривме условите во нив за успешно одвивање на практичната настава не само од текстилната струка, туку и од машинската струка. Тоа е еден од бенефитите со кој што започнавме од минатата учебна година. Во оваа година сега продолжуваме со тоа што започнуваме со заеднички активности во кои што имаме обврска да реализираме активности заедно со училиште партнер кој што не е на македонски јазик. Инаку училиштето Никола Штеин од Тетово е избрано за моделно училиште во кое успешно функционираат 2400 ученици од 3 различни етникуми: македонски, албански и турски, во кои има 3 официјални јазици, а формулата за квалитетна интеграција е во менаџерскиот тим. Сме и еден од ретките примери во државата кај што функционираат 3 етникуми без никакви проблеми. Прашавте која е формулата за успех. Ако се сака, се може да се постигне, значи со голема активност на сите вработени, со менаџирање на сите активности во училиштето, примена на вакви проекти
каде што учениците ќе може да се запознаат меѓу себе, да се дружат, да спроведуваат заеднички активности, се доаѓа и до успех. Денешното дружење на средношколците од Тетово и Виница се заокружи со заедничка изложба на рециклирани производи, со изведба на форум театар и со трибина на која се споделја интересни и несекојдневни мислења и ставови. Општина Штип продолжува со отстранување на нефункционалните објекти, односно дивите гаражи. На место на градите диво поставени објекти никнуваат урбани катчиња. Експресно е уреден просторот кај основното училиште Гоце Делчев, а се работи во стројот центар. Новиот изглед на општина Штип, кој беше најавуван од градоначалникот примариус доктор Илче Захариев, забрзано почнува да се реализира со голем број спортски објекти, места за одмор на возрастните и рекреација на младите. Урбанизирањето на локации кои со неугледните временски објекти беа ругло за градот е најновиот проект на општинското раководство. Ние интензивно работиме во целиот град, значи на повеќе проекти. Ова година ќе биде година на градот Штип. И во делот на улици, и во делот на патишта, и во делот на канализација, и водоводи, и во делот на паркови, спортски терени. По отстранувањето на неколку времени објекти на просторот кај основното училиште Гоце Делчев, експресно се започна со негово уредување со бехатон плочки. Моментално изведуваме објект паркиралиште и тротоари и пристапни патеки, пошто немаше уредено, пошто немаше учениците од каде да доаѓаат, направивме тротоари и паркиралиште за автобусите. И една група ни работи кај пинг-понг салата, другата го средува шеталиштето во река Отиње. Од оваа активност најзадоволни се граѓаните кои живеат во непосредна близина и ја поздравуваат оваа идеја на градоначалникот примариус магистер Илче Захариев. Доволен сум многу и благодарен сум многу од него, Господ дека му даде здраве и живот. Што е нарачано, направи човекот. И што друго да кажам? Многу фала и поздрав. Откако ќе се заврши со паркингот, работниците на Урбан Инвест веднаш преминуваат на делот кај службениот влез на основното училиште Гоце Делчев, за кое потребниот материјал веќе е пристигнат, а ќе се продолжи на уредување и на други локации. Во продолжение ќе се прават повеќе пристапни патеки до објекти и слепи улички, ќе се поплочуваат, а имаме да направиме и неколку објекти, спортски игралишта, кошаркарски за одбојка и така. Вработените во Урбан Инвест од Кавадарци пред 5 години започнаат делумно да го урбанизираат Штип, а последниве 2 години поинтензивно, бидејќи локалната власт е задоволна од поволните тендерски понуди, како и од квалитетното и брзо работење. 73 годишно лице од Македонска Каменица доби кривична пријава заради производство и дистрибуција на детска порнографија. Во домот на осомничениот пронајдени се фотографии и фотоапарат со кој ги сликал децата. Полицијата истражува колку малолетници биле дел од ова кривична дела. 73 годишен старец од Македонска Каменица доби кривична пријава поради постоење основано сомнение за сторено кривично дело, производство и дистрибуција на детска порнографија. Пронајдени се 22 фотографии од малолетни деца. Пријавениот подолг временски период во повеќе наврати во неговиот дом во Македонска Каменица со помош на импровизирана фотолабораторија за себе произведувал детски порнографски материјали, сликани од негови фотоапарати и преку различни интернет страници на неговиот компјутерски систем набавувал и поседувал детска порнографија. Од страна на СВР Штип се превземени мерки и действија. Пријавениот 73 годишен каменичанец е приведен во полициската станица во Штип. При прегледот се одземени 22 фотографии со детска порнографска содржина. Пријавениот со кривичната пријава е предаден на судија на претходна постапка во Основниот суд во Штип. Од СВР Штип изјавија дека се работи на целосно расчистување на случајот и дека ќе се прават дополнителни истражувања дали лицето има извршено облјуба со неговите жртви. Веќе неколку години Министерството за труд и социјална политика на Македонија објавува регистар на осудени лица со кривични дела за сексуална злоупотреба на малолетни деца и педофилија. Регистарот овозможува пристап до одредени фотографии за лицата осудени за сексуална злоупотреба на малолетни деца и педофилија, како и содржи податоци за улицата и местото на живење на овие лица. Со помош на софистициран софтвер на Интерпол за споредба на фотографии и видеа,
Министерството за внатрешни работи на Република Македонија ги идентификува ваквите монструмни дела. Расте понудата на сезонски зеленчук, но цените не се намалуваат. Освен здрава храна на пазарот во Штип, има солидна понуда и на цвеќе. И на денешниот пазар штипјани беа излезени во голем број и имаа можност да купат поевтини земјоделски производи. Пазарниот ден за производителите е значително поевтин и побарувачката е доста солидна. Продаваме зелга, кромент, лук, краставици, роквички, тикви млада. Краставиците са 50 денари, роквичките 20 денари, тиквичките 20-30, зависи. Лукче 15-10, кромитче 10. Зелгичка 30. За сега се троша, пак и видиме понатам. Па лукче, кромитче, краставички. Оце. Па взимат народ. Кој не е направил, ќе земе. Кој си е направил, ќе продава. Граѓаните пазареа исти производи претежно сезонски, но со поделени мислења околу цените. Пазарот не е многу скапи. Па да речем искрено, за мене не е, а сега за друг не знам. Период е и за садење на цвеќиња, но производителите и продавачите незадоволни од продажбата. Не се трошат од е ладно времето. Не купуваат още луѓето. Карамфили, малока продаваме, шеќерче. Тие сега. 20-25. Најмногу барани производи претежно беа сезонските, овошјето и зеленчуците, кои се и неизоставен дел на трапезата во овој временски период од годинава. Во продолжение на дневникот на Канал Плюс, минути за светските актуелности, а потоа и за спортските вести. Иранските бродови за кои се сомневаше дека носеле оружје за шиитските хути, бунтовници се оддалечувале од брегот на Јемен. Конвојот од 9 бродови почнал да се движи на север и да се оддалечува од Јемен. Соединетите држави најавија дека ќе продолжат да го следат конвојот. Во светот денеска ќе се одржат комеморации по повод 100 годишнината од масакрот врз арменците во Отоманската империја. Во арменскиот главен град Ереван, стотици илјади луѓе ќе присуствуваат на собирот во меморијалниот центар. Турција отфрла наведувајќи дека бројот на жртвите бил многу помал. САД спречи напад на руски хакери оваа година, кои пробиле во јавна мрежа на американската армија. Пентагон е подготвен да помогне за заштита на американските мрежи и доколку е потребно да употреби кибероружје. Талибанските бунтовници денеска истрелаа ракети врз американската база во близина на Кабул и ја нападнаа зградата на локалната влада во главниот град на афганистаничката провинција Газни, со што ја почнаа својата пролетна офанзива. Посредникот на Обединетите нации за Сирија Стефан де Мистура ја повика сириската влада и опозицијските групи на одделни разговори во Женева во следниот месец во последен обид да се прекине граѓанската војна. Во недело започнува 27-то коло во првата македонска фудбалска лига. На градскиот стадион во Штип Брегалница ќе биде домаќин во дуелот против Силекс. Фудбалскиот клуб Брегалница продолжува со серија на добри резултати. На последните одиграни 2 надпревари со Тетекс и Металург, Брегалница освои по 1 бод. За наредниот надпревар со Силекс ние се подготвуваме нормално, како секој надпревар претходно што бил тука. Играчите мои се спремни, денес фактички ние имаме еден тренинг, така да кажем, на кој што ќе се запознаеме и со она што е Силекс, што се нивни добри и лоши страни, да се подготвиме максимално за да можеме да се спротиставиме онака кој што очекуваме ние и нормално кој што очекуваат и гледачите. За нас е многу важно да освоиме 3 бода, бидејќи секој бод повеќе во таа плеаут група ќе биде од огромна важност и ние ќе дадеме се од себе да ги освоиме 3 бода. Ние како фудбалери мораме да го задржиме истиот фокус на сите надпревари, истата дисциплина, да одиграме до крај, ќе покушаме да освоиме што е можно повеќе бодови до крајот на првенството и мислам дека полека, но сигурно ја остваруваме нашата цел која што ни беше зацртана пред првенството, да дојдеме, да го избегнеме директното испаѓање од лигата и да се бориме за, ако може да останеме и директно во лигата, ако не преку баража да обезбедиме директен обстанок.
Инаку во недела ова е последен надпревар на Брегалница со Силекс, со што потоа следува плейоф над преварите за опстанок во првата лига. Најдобрата македонска фудбалска репрезентација доби нов селектор. Љубинко Друловик е изборот за селектор на македонската фудбалска репрезентација. Некогашниот репрезентативец на Југославија и поранешен фудбалер на Порто и Бенфика е потпишан договор на 2,5 години. Одлуката за нов селектор е донесена според претходно дефинирани критериуми на Фудбалската федерација. Програмата и визијата за македонскиот фудбал, подготвеност да има директен увид во случувањата во македонскиот фудбал, работата како тренер и остварените резултати, имиџот во јавноста, како и покажаната желба за извршување на функцијата, пресудија изборот да биде на Љубинко Друловик, најдобар тренер во Србија за 2013 година. Инаку Друловик фудбалската кариера во Србија ја градеше во Златар, Слога, Ужичка Пожега, Слобода, Рад и Партизан, а како интернационалец настапуваше за португалските Порто и Бенфика. Новиот селектор ветува многу работа за време на 2,5 годишниот договор. Заврши вечерниот дневник. За повеќе информации посетете нашата веб страна kanalplus.mk. Имајте пријатна вечер.